Треба да е клучно тој што ќе дојде да каже ова е најбитно за полека да тргнеме нанапред. Види Стефан, толку многу работи се пропуштени што и да се направи е добре дојдено. Не сме ние дефинитивно најпаметни за да бидеме советодавачи. Работите се очигледни, што све недостасува и најсрекни ќе бидеме да се започне од основата, не да бараме оној крајниот дел кој што е производ, да почнеме од таму па да го заборавиме она кое што е основа и некоја нормала на функционирање. Се надевам дека кој да дојде, дека ќе ги доаѓа со согледани работи, со пропусти кои што се направени и со нешто кој што сите би биле практично срекни и учесници во сето она што значи одење кон подобро. Сигурно не може сето тоа да се направи преку ноќ, меѓутоа да се започне некаде каде што сите ќе осетиме дајте сите да направиме нешто дополнително, да го вратиме она кое што го сакаме, кое што го заслужуваме. Емил? Тоа е веќе комплексно прашање. Знаеш, убаво Мац рече, сигурно кој да дојде сега ќе е некој што ги знае проблемите и знае што се случувало до сега, но како и секоја компанија или како секоја една организација, клучно е кои луѓе ја водат и кои луѓе работат во неа. Мислам дека ако се тргне од тоа дека кошарката е на најниско можно ниво и ако се тргне од главните елементи кои што треба да се постават, мислам дека главното е почитување на одредените пропишани норми, да речеме легислативи и норми и акти кои што се пред се законски акти, после тоа акти во самата федерација, за да се дојде до одредени стандарди кои што мора да се почитуваат. Ако не се почитуваат, мора да има санкции, а не попуст заради одредени лични релации или заради одредени политички игри, само со цел да се задржат на функцијата и за сопствена себе промоција или за личен интерес. Поентата е кој ќе дојде, треба да направи не треба да измислува ништо посебно. Треба да направи да се почитуваат законите и да направи да луѓето кои што се поставени тамо навистина сакаат да направат нешто за добро на кошарката. Ретко има луѓе генерално во општеството што прават нешто да остават позади себе и прават нешто да направат да биде подобро за тие околу себе. Не го гледаат сопствена промоција и личен интерес. Тоа е многу лесно да се каже, ама е многу тешко да се постигне и јас се надевам дека знаете, често има треба да биде кошаркар, не треба да биде кошаркар, не треба да биде име, треба да биде способен менаџер, човек со честни намери, за да барем еден чекор се направи напред и потоа да сите тргнат у тој правец. Тоа се некои вака мои генерални размислувања, а инаку ова е по-комплексна тема во која што треба да се влезе во многу детали.